Добро, би сакал јас да се заблагодарам за присуството. Денеска сме во посета на општина Прилеп, како што веќе кажа градоначалникот, започнува една голема инвестициска активност преку рехабилитација на улици, изградба на нови, изградба и рехабилитација на водоводни системи и за мене многу значајно довршување практично на чаршијата, односно овој крак кој што води од плоштадот до основното училиште, за Прилеп да си го добие сејот кој што го заслужува. Исто така се работи во приградските населби и во селата кои што се во рамки на општина Прилеп. Можам со гордост да кажам, не само како подпредседател на ВМРО-ДПМН, но исто така и како носител во 4-та изборна единица, што значи дека јас мојот мандат како пратеник го влечам од гласовите кои што ги добивме во 4-та изборна единица, дека сум исклучително задоволен од работата на градоначалниците кои што беа предложени од ВМРО-ДПМН во целата 4-та изборна единица, во рамки на можностите и во рамки на оваа криза која се случува и ограничени финансии навистина прават максимум за да реализираат проекти. Тука во Прилеп имаме навистина една сериозна промена која што се чувствува и во односот кон граѓаните и во решавањето на проблемите, а секако и во инфраструктурата. Периодот е краток, некаде се само 6-7 месеци, веројатно ќе треба уште некое време за целосно да се видат резултатите, но ако денот по утрото се познава, навистина стартот е исклучително добар. Би сакал, ако ми дозволите, една-две централни теми да искоментирам. Првата е поврзана со земјоделието и со земјоделците. Би сакал да апелирам да се исплатат субвенциите за тутунот, затоа што тутунарите го заслужуваат тоа. Знаеме што се случуваше со откупот минатата година, кога не беа вреднувани класите на тутун онака како што одговара и кога не беше исплатено онолку колку што е реална вредност на тутунот, а дополнително и основните цени беа спуштени. На тоа уште да не се исплатјаат субвенциите, мислам дека е свесно удирање во земјоделците и во производството на тутун, затоа што власта не сака да запре со увозот на тутун и го одби нашиот предлог на закон со кој што предложивме да се забрани увоз на тутун во Македонија се додека не се увози, се додека не се откупи целосното производство на домашниот тутун. Дава различни образложенија зошто треба да има увоз, но во суштина зошто треба да има увоз гледаат македонските земјоделци со тоа што нема редовен откуп и со тоа што не може да пристојно, нормално живеат и функционираат. Втората работа која што сакаме и од тука да ја споменаме дека за некаде 18 на дена, тоа е за 3 саботи од денес, ќе се случи голем општонароден митинг на кој што очекуваме десетици, па можеби и стотици илјади граѓани да дојдат и да јасно пред владата на Република Македонија побараат предвремени парламентарни избори на кои што ќе се реши оваа политичка, економска и национална криза. Би сакал да ги повикам сите граѓани од тука од Прилеп, но и од цела Македонија да ни се приклучат. Се надевам дека тој митинг ќе е освестување за СДСМ и за ДУИ, за после тоа да седнеме и да договориме датум за предвремени парламентарни избори како единствено решение за излез од оваа криза. Премногу време се изгуби. Ние од април апелираме да се седне и да се разговара, како и да се формираат 4 тима во 4 болни области, тоа се финансиите, спорот со Бугарија и европските интеграции, здравството и секако образованието, но за жал нема одговор од СДСМ и ДУИ. Овој митинг е едно сериозно предупредување и порака што е желбата на народот и после тоа да име на предвремени парламентарни избори како би ја решиле кризата. Јас се застанам тука, повелете ако има прашања. За струјата, министерот за економија Кришник Бектеши вели општини од Македонија, вклучително ја спомена конкретно и Битола, манипулира, купуваат струја на регулиран пазар преку јавни претпријатија, што не смело тоа да си го дозволат, туку треба да купуваат од таа струја што е наменета, не од ова што е наменета нели за домаќинството, бидејќи на тој начин ја земаат струјата што треба да се продава кај домаќинството. Бестимовски вчера го слушнавме дека кажа дека да не мислат општините дека регулаторната комисија ќе ги покрива тие трошоци, тоа нема да го дозволат и кажа дека ако така се проложи цената на електричната енергија заради ваквото однесување на општините ќе се зголеми за 10%. Манипулира на пример еве општина Битола. Едно по едно, пошто има повеќе сегменти. Прво во однос на поскапувањето на електричната енергија, апсолутна одговорност е на власта тоа што поскапе и што ќе продолжи да поскапува електричната енергија. Се сеќавате ние уште во 2020 година кога немаше никаква криза поврзана со војната во Украина, говоревме за тоа дека струјата ќе поскапува затоа што недомаќински се работи во најголемите капацитети, пред се тука мислам на рек Битола кој што е во соседството и на Битола и на Прилеп.
Една бројка сакам да споделам со јавноста. Само во периодот 2019-2021 година, значи за 2 години, Електрани на Македонија, предводено од Васко Ковачевски и Зоран Заев како партнери таму, има произведено за 1 милион мегават часови помалце електрична енергија. 1 милион мегават часови за само 2 години се помалце произведени. На светските берзи 1 мегават час е 250 евра. Тоа значи дека Македонија за само 2 години за увоз на електрична енергија, која што можела, а не ја произвела дома, има потрошено 250 милиони евра пари од сите нас, затоа што тие пари доаѓаат од граѓаните. И причината за поскапување на струјата е исклучително оваа неспособност каде што фалат 1 милион мегават часови или преведено во пари 250 милиони евра. Сликовито вака да образложам, 250 милиони евра е еден автопат од, например, Градско до Битола. Фалат 250 милиони евра во буџетот и затоа поскапува електричната енергија. Зошто фалат? Затоа што не се копа јаглен нити во Осломеј, нити во рек Битола како што треба, а не се копа затоа што се прави криминал, затоа што камионите не вртат, тие со струмички таблици, ама на хартија вртат по 36 часа и затоа што пред и после нова година на една фирма, тоа е фирмата Марковски, доделија 27 милиони евра во 4 очи, односно во непосредна спогодба. Тоа е за поскапувањето на струјата. Во однос на општините. Општините прават барат најдомаќински можни начини да ги намалат сметките за струја за кои што тие не се виновни. И да сме јасни, тие сметки за струја пак ги плаќаат граѓаните, затоа што општините функционираат на начин што прибираат даноци од граѓаните и после тие средства ги трошат. Општините се обидуваат да ја намалат цената на електричната енергија, која што е поскапена не заради општините, туку заради Бислимовски, Крешник Бектеши, Ковачевски и Зоран Заев, кои што за 2 години произведоа 1 милион мегават часови помалце електрична енергија, односно 250 милиони евра фрлија во вода. Сега во такви услови општините, предводени од ВМРО-ДПМН, наместо да се растури куќи, како што се овие претходниве, се обидуваат да заштедат и тоа не им чини на овие од владава, од причина што тие кои што се главни увозници на струја во Македонија се блиски на владата и тоа го знаеме сите. Да продолжам. Општините, доколку се на така наречен нерегулиран пазар, увезуваат струја надвор од државата, односно не трошат од домашните капацитети, туку увезуваат струја како да се предпријатија. Таа струја ја плаќаат по берзанска цена и ја плаќаат на дистрибутери, односно на компании кои што ја носат, кои што се блиски на актуелната власт. Неколку податоци. Еве, например, за општина Битола. Минатата година, за еден месец, општина Битола плаќаше за улично осветлување 1 милион и 700 илјади денари или преведено 26.000 евра. Веќе за претходниот месец, општина Битола плати 9 милиони и 900 илјади денари за електрична енергија или преведено некаде 170 илјади евра. Само за 6 месеци оваа година, општина Битола има платено 1 милион евра повеќе од колку истиот период минатата година. До крајот на годината, општина Битола ќе плати 1.700.000 до 1.800.000 евра повеќе за електрична енергија споредено со минатата година, или ако сакате во проекти, тоа е најмодерен булевар во Битола, тоа е да се реконструира комплет широк сокак, тоа е да се смени комплетно водоводна и канализациона мрежа. Што прави градоначалникот? Бара начин овие пари да не мора да ги плаќа на оние кои што се трговци, односно да заштеди, за да не мора битолчани да плаќаат повеќе. Во Прилеп, еве уште еден податок да ви кажам. Цената на електричната енергија во моментов е зголемена за 3 пати, веројатно ќе оди и на 4 и на 5. Кога не би била таква, би можел градоначалникот целиот плоштад да го реконструира и да изгради уште 10 канализациони и водоводни системи, кои што сега не може да ги направи затоа што парите треба да одат затоа што се овие неспособни. И финално, за да нема манипулации, вкупната потрошувачка на електрична енергија за улично осветлување на сите општини во Македонија е само 1,32%, значи далеку од тоа што го спомнуваат, и во моментов општина Битола, како и сите други општини, се на слободен, а не на регулиран пазар, затоа што истите овие бандити од типот на Крешник Бектеши, од типот на Бислимовски, на Заев, на Ковачевски и на останати не им дозволија да плаќаат
поевтина електрична енергија, така што ова е манипулација за поскапувањето на електричната енергија, ќе се одговараат и политички, но и кривично. Уште едно прашање, најавивте интерпелација за Талат Џафери. Како го коментирате неговото однесување како пратеник во парламентот? Катастрофа, недостоинствено, срам, брука, вака, тие се зборовите, не ќе да користам следни зборови за да не личам на него. Факт е дека СДСМ секоја сабајле и секоја вечер се моли Дуи да не им излезе од влада, затоа што знаат дека единствен начин да спречат, односно да одложат за неколку месеци торнадо е да им остане Дуи во влада и затоа се спремни да го бранат Талат Џафери до последно. А за карактерот на Талат Џафери најдобро зборува начинот на кој што беше избран. На човек би требало да му е срам да е избран на таков начин, не би требало да се нафати на функцијата, тој си ја води функцијата, така што очигледно нема ни срам ни морал, а уште помал морал од него имаат овие од СДСМ кои што го штитат. Дали планирате како опозиција да ја поддржите иницијативата за отстранување на членот 102 кој што ги спречува локалните медиуми да ги нападат своите услуги во име на огласи, соопштенија и така натаму, со оглед на тоа што граѓаните ја креираат или се креира јавната свест преку локалните медиуми на локално ниво? Прво, мислам дека воопшто воведувањето на членот 102 беше многу проблематично. Да поедноставиме за граѓаните, практично тоа спречува да и локалните и централните медиуми можат да имаат една нормална соработка и со општините и со владата. Ние сметаме дека апсолутно треба да се промени и треба да има еден транспарентен начин на реализација на кампањи од јавен интерес, кои што би ги реализирале општините, секако и министерствата и институциите кои што се на централно ниво, во кои што треба да има јасна контрола и од представниците на власта, но и од представниците на опозицијата, точно да се утврдат кои се тие кампањи од јавен интерес, да се следи трошењето на средствата и тие средства да не се користат за притисок врз медиумите во однос на нивната уредувачка политика, туку медиумите да го добијат оно што го заслужуваат, затоа што тоа на крајот на денот се исто така средства на граѓаните, кои што е добро да отидат во медиумите, затоа што медиумите вршат јавно корисна работа, така што од нас овој предлог апсолутно има поддршка да видиме се што ќе направи владата. Може би вашиот следен чекор, со оглед на тоа дека веќе се гледа дека активното во парламентот не дава плод со оглед на тоа дека СДС нема слух за сите барања на опозицијата, дали имате веќе некој следен чекор на кој што работите како опозиција, се со цел така да се принуди власта да ги слуша опозицијата и секако гласот на граѓаните? Во однос на активниот бојкот, јас сум задоволен од тоа што го правиме. До денес ни еден штетен закон, откако почнавме со активен бојкот, нема поминато во собранието. Во однос на следен чекор, тоа е големиот сенадороден протест кој што се случи на 18 јуни, после кој што очекувам да оваа политичка криза биде решена. Секако ќе има и бројни други чекори за кои што органите на партијата ќе одлучуваат во следните денови. За многу брзо време ќе има датум за предвремени парламентарни избори. Освен ако не ме заклучат уште неколку пати. Мене не може да ме заклучат, а мислам дека тоа што го прават во собранието И велат дека тоа така може. Тоа што го прават во собранието мислам дека е под секое ниво и под воопшто секој начин за коментирање. Едноставно има голема разлика меѓу нас и нив. На една страна имаме бандити кои што се врзани буквално за власта и кои што гледаат ден повеќе да останат, на друга страна имаме луѓе кои што реализираат, еве градоначалниците покажуваат разликата. Вие кажате на почетокот, но морам повторно да прашам, бидејќи Прилеп е тутунски град. Што ќе направи опозицијата ако не се исплата субвенциите, бидејќи само не се исплатени субвенциите на тутунарите? А тоа е на голема маса на луѓе кои што очекува да ја продолжи својата работа, а веќе тие се во фаза на работење, садење. Ние сме Така да, што вие ќе преземите? Бидејќи власта вели дека опозицијата ова го почи. Вие на почетокот кажавте, но ви сакам веројатно сме единствена држава во светот каде што за проблемите на власта е виновна опозицијата. Ама тоа е гола пропаганда која што не поминува. Всушност резултатите на минатите локални избори покажаа колку граѓаните веруваат во тие глупости, а и бегањето, епското бегање од парламентарни избори покажува дека граѓаните не веруваат во тие глупости. Вакво бегање од избори не е забележано не само Македонија, туку во цел регион. Во однос на тутунарите, ние сме постојано со нив, тука сакам да одавам признание и на пратениците тука од Прилеп, кои што се постојано во комуникација со тутунарите.
Ние предлагавме законски решенија кои што како опозиција тоа е тоа што можеме да го направиме, кои што сметаме дека се добри. Доколку продолжи овој однос, еве да најавам и на Ковачевски и на Љупчо Николовски дека јас лично ќе ги предводам овдека протестите со тунелите заедно со пратениците, со градоначалникот и со тој цел народ кој што сака да дојде и да ни се приклучи затоа што ова е убивање на цел еден град и цел еден регион. Благодарам. Добро.